ова издание. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск во посета на Северна Македонија ја потврди поддршката за отпочнување преговори со ЕУ. Кина и САД се подготвуваат за преговори на повисоко ниво за трговската војна. 10 години по најголемата бродска несреќа во Охридско езеро. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Кина и САД се подготвуваат за преговори на повисоко ниво. Ова следи откако американскиот председател ја одложи новата рунда царини на кинески производи во вредност од 250 милиарди американски долари. Кинескиот заменик министер за финансии Лиао Мин утре пристигнува во Вашингтон на разговори со администрацијата на Трамп за да го отвори патот за преговори на повисоко ниво. Трамп неодамна ја одложи новата рунда царини на кинески производи од 1 до 15 октомври како гест на добра волја. Обвинителството на Њујорк со судски налог побара увид во личните и корпоративните даночни пријави на председателот Доналд Трамп за период од 8 години. Целта е да се изврши увид во повредот на данокот. Обвинителите се посебно заинтересирани за исплати, што ги направил адвокатот на Трамп, Майкл Коен, кон порноактерката Сторми Даниелс, откако таа тврдеше дека имала афера со Трамп. Израелците на повторени избори избираат кој ќе биде следен премиер. Анкетите се премногу тесни за да се предвиди победникот помеѓу премиерот Бенјамин Нетањаху од десничарската партија Ликуд и центристички ориентираниот кандидат од партијата на Сино и Бела, поранешниот армиски шеф Бени Ганц. Северна Македонија направи се што се очекуваше од неа. Сега на ред е Европската унија. Ваква порака денеска упати председателот на Европскиот совет Доналд Туск по средбата со премиерот Зоран Заев во Скопје, известува Владимир Мирчевски. Северна Македонија го заврши својот дел од работата, сега вие треба да го завршите вашиот, беше пораката на Доналд Туск до лидерите на земјите членки на Европската унија. Председателот на Советот на ЕУ денешната посета на Скопје, која се случува на неполн месец пред разгледувањето на прашањето за отворање преговори за членство, изјави дека земјата заслужува позитивна одлука и дека не треба да има ново одлагање. When the EU leaders met in June, 3 months ago, лидерите на Унијата пред 3 месеци на средбата во јуни се обврзаа да донесат јасна и суштинска одлука во октомври дали да почнат преговори со вас и Албанија. Во јуни јасно кажав дека вашата земја во изминатите 2 години направи се што се очекуваше од неа за да може да почне пристапни преговори. Сакам да биде кристално јасно дека во Брисел не постои сомнеж во однос на вашата политичка обврска кон владењето на правото и борбата против корупцијата. Пристапувањето кон Унијата Туск го спореди со маратон, зашто, како што рече, треба издржливост, фокус и трпение. По 10 позитивни препораки Македонија во октомври очекува конечна одлука. Премиерот уверува дека ќе нема компромис за реформите во клучните области, владењето на правото и справувањето со корупцијата. Го спомена и рекет. Обврските за спроведување на понатамошните резултати продолжуваат, особено во областа на владење на правото. Во решавањето на предизвиците со кои се соочуваме целосно, сме ангажирани во согласност со европските вредности и стандарди. Во тие рамки ги гледаме и дебатата за законот за јавното обвинителство. Случајот рекет е силен тест за судството и за успех на реформите. Институционалното разрешување на овој и на сите случаеви ќе ја докаже независноста на правосудниот систем и јасната политичка волја за борба против корупцијата. На 15 октомври Советот за општи работи на Унијата треба да дебатира за Македонија. Ако има одлука, таа треба формално да се потврди на ниво на шефови на држави и влади. Очекувањата се дека во тој случај првата меѓувладина конференција, што го означува стартот на преговори, би се одржала на крајот на оваа или во првото полугодие од идната година, што е поверојатна опција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Поминаа 10 години од најголемата бродска несреќа во Охридското езеро. Во неа загинаа 15 бугарски туристи кога потона бродот Илинден. Мики Трајковски истражуваше каква е сега безбедноста во бродскиот сообраќај. Бродската флота е закотвена на градското пристаниште во Охрид, но помеѓу неа веќе 10 години не е бродот Илинден, кој стана познат по бродската несреќа кога на 5 септември 2009 година во водите на Охридското езеро загинаа 15 бугарски туристи. Техничката неисправност и претовареноста на бродот, на кој дополнително му била монтирана и горна палуба, беа наведени како причини за трагедијата. Но од тогаш до денес многу работи се променети во делот на примената на современите стандарди во бродскиот сообраќај и безбедноста во езерото. После бродската несреќа
ние направивме замена на регистарот. Биро Веритас е компанијата која што сега е овластена за техничките прегледи на бродовите. Техничките прегледи се прават сите во предвидените рокови, односно контролните прегледи со еден меѓупреглед и така натака со излекување на бродовите на суво. Дополнително капетанија врши редовен преглед на бродовите. Се проверува нивното функционирање, машинскиот дел, подвижната опрема, но и нивната евентуална претовареност, зашто казните биле големи. А бродот Александрија, еден од неколкуте кои пловат по езерото денес, беше подготвен да замине на редовната линија до Светинаум. Неговиот капетан вели дека грижата за безбедноста на патниците им е на прво место. На 3 години имаме кревање на бродовите, ваѓање, сув док, а на година и пол тоа е интермедијален преглед. Вршат инспектори од Биро Веритас. Секој брод си ограничен и со оглед на тоа си ги броиме луѓето, знаеме колку карти сме продали, колку по секој момент колку луѓе имаме на бродот. За капетанот Устјановски многу е важна промената на свеста кај луѓето кои управуваат со бродовите изминатите години. После бродската несреќа веќе и оние кои што управуваат, значи со пловните објекти, посебно во трговската флота, односно по патничките бродови, апсолутно никој од нив после таа несреќа не е ист, тоа морам да го кажам, а исто така и кај чамците, односно кај пловните објекти за спорт и рекреација, многу се направи за тоа да им се укаже на луѓето дека безбедноста е за нив, а не за законите, за државата. Инаку од Нуркачкиот центар Акватек имаат идеја да побараат Илинден да биде потонат во езерските води и во идење да биде туристичка атракција. Хварисан и надвор од употреба, бродот Илинден со години стои овде во каналот студентишта во Охрид, подсетувајќи на немилиот настан пред 10 години во водите на Охридското езеро. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Бариатриската операција е едно од решенијата за луѓето кои што се мачат со дебелина. На тој начин стомакот се намалува по хируршки пат. Керол Пирсон известува со какви предизвици се соочуваат пациентите. Шон Роџерс 2 децении се борел со тежината додека дијабетесот му отежнувал уште повеќе. Само со диета и продолжување на инсулинскиот циклус, никогаш не изгубив на тежина колку што требаше и да го задржам дијабетисот под контрола. Инсулинот го стабилизира шеќерот во крвта, но предизвикува чувство на глад, што па го отежнува губењето тежина. Решението е операција, но таа е скапа. Во САД здравствените осигурителни компании не ги покриваат трошоците, освен ако индексот на телесна маса на пациентот е најмалку 35, дури ако дијабетесот кај пациентот е неконтролиран. Овој индекс е мерка за телесна маса врз основа на висината и тежината и не е секогаш показател за тоа колку добро пациентот реагира на третманот за дијабетес. Индексот на телесна маса не секогаш реално и прецизно покажува кој треба да добие терапија. Некои лекари сметаат дека методите за операција се застарени. Без операција болеста ќе напредува. Без ефикасен медицински третман животниот век на пациентот ќе биде пограток. Американското медицинско здружение дебелината ја третира како комплексна хронична болест која бара лекарска помош. Ако не се третира, дебелината може да доведе и до срцеви заболувања, како и рак и дијабетес. Пациентите треба да учествуваат во третманот и да се придржуваат до лекарските насоки. Со операцијата Шон значајно изгуби тежина, а неговиот дијабетес е под контрола. Со ова мојот живот многу се промени. Дијабетесот е глобален здравствен проблем. Повеќе од 400 милиони возрастни лица живеат со оваа болест. Светската здравствена организација проценува дека тој број значително ќе се зголеми во блиска иднина. Ако операцијата се направи во рана фаза, пациентот може да се излекува. За оние кои користат инсулин повеќе од 10 години, операцијата нема да ги излекува, но во голема мера може да го подобри нивното здравје. Вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Ви благодариме на вниманието. Гледајте не утре во истото време. Довидување.